Во продолжение разговараме на тема крах на криптобирзата и криптопазарот. Наш гостин денеска Бојан Цветановски, председател на Сдружение на финансиски пазари АЦИ Македонија. Добро утро. Добро утро на сите гледачи. Бојан, драго ми е што на оваа навистина многу актуелна тема сте наш гостин денеска. Како пред само една година инвеститорите го опишува биткоин како иднина на парите. И сега сакате да направиме влез во темата, да стане појасно за што разговараме и сакате да не вовидете во историјатот на биткоин. Да, добро. Благодарам на поканата. Навистина актуелна тема сега криптопазарот и нели неговата голгота, да речеме на некој начин. Да. И нели сега за да го разбереме сегашниот момент треба малку да погледаме и во историјата. Ќе почнеме нели со биткоин, бидејќи биткоин е оној да кажам прапочеток на криптовалутите и на криптопазарот. И тој датира 2008 година, значи по финансиската криза што почна во Соединетите Американски држави и крахот на Lehman Brothers. Значи во 2008 во втората половина се појави да кажеме еден онлайн лик Сатоши Накамото, кој што лиферуваше еден документ во медиумите и по социјалните мрежи, кој што го нарече white paper, кој што е така да кажеме малку подолг, меѓутоа нели сега чисто суштината времето, суштината да кажеме. Да. Он таму, значи, според негово мислење кажува дека после финансиската криза што тогаш настана 2008 година, очекува во следните години да се појави инфлација. И дека очекува централните банки да започнат со помош на економиите на западните економии и во Соединетите Американски држави и во еврозоната, и дека основа на тоа тие ќе пробаат да ги надоместат парите кои што не достигаа во моментот. Значи дека ќе започнат со политики на ефтини пари, на печатање на пари, quantitative easing и така натаму, и дека поради тоа очекува да се настане инфлација и дека тој нуди сега нова валута која што би била на некој начин заштита на вредноста на инвеститорите, односно која што ќе биде стабилна и која што ќе штити од губење на вредноста на парите. И сега тоа се случува пред 12 месеци, но сега зборуваме по 12 месеци. 2008 година е ова. Зборуваме за иднината на парите, прогласувањето. Да, така, значи тој тогаш кажа дека биткоинот ќе штити од инфлација. Така. Како заклучок. Сега, ако пред една година инвеститорите влегуваат во целиот тој процес и го прогласуваат како иднина на парите, за 12 месеци достигнува над $68,000. Така беше ли? 69,000 долари беше, да, тоа беше крајот на 2021 година. Така. Двете најголеми дигитални валути по 12 месеци изгубија 3/4 од својата вредност. Индустријата која што ја проценуваат на околу $3 трилиони, сега е $900 милијарди. И сега за оној крах за кој што зборуваме, каква е иднината на криптопазарот? Сега, значи, тука тој континуитет, значи од 2008 Сатоши Накамото што го напиша тоа, само чисто да кажам вака како информација, потоа се констатира дека тој лик воопшто не постои, дека е само онлайн фигура. Меѓутоа биткоинот заживеа. Во 2009 година тој го постави. Беше доволен да ги примами сите инвеститори. Го постави тој софтверот и тогаш беше вредноста на биткоинот под $1, значи беше околу 50-60 центи. И тој така да кажеме живуркаше со години. Меѓутоа тоа што го кажа Сатоши Накамото дека набрзо ќе се појави инфлација не се случи. Значи од 2008 до 2018 немаше инфлација. Напротив, развиените економии се соочуваа со дефлација, со обратен процес, значи со пад на цените. Така да биткоинот, нели како некој почеток на криптовалути, потоа се развие други криптовалути, тој да кажам живуркаше со цената околу $1, потоа се покажи на $100 и така натаму. Меѓутоа 2018 година во САД за прв пат се појави инфлација и тогаш беше првиот пробив на биткоинот кога скокна од $5,000 за биткоин на $20,000. И тогаш фактички он го привлече вниманието. И делуваше дека она ветување на Сатоши Накамото ќе се оствари. Но всушност што се случува? Меѓутоа, и сега тоа се остварува во одреден временски период. Тука 2018 година тој период на инфлација беше транзиторна инфлација во САД. Значи траеше само една година. Федералните резерви ги зголемија каматните стапки. Меѓутоа набрзо потоа започна короната и почна да ги кратат каматните стапки, инфлацијата падна одново и биткоинот исто цената падна. Потоа доаѓа овој период што е 2021 година, одново, значи на почетокот на 2021 одново почна да расте тој. Добро. Кога почна да се
да се појавуваат некои изблици на инфлација, почна одново инфлаторните притисоци да се големуваат и почна неговата цена да расте со врвот од $69,000. Меѓутоа, 2021 и крајот на 2021 имаме три битни настани кои што ќе ја срушат вредноста на криптопазарот и на биткоинот. Да. Добра. Значи, првиот настан е Bank of England ја зголеми каматната стапка во месец декември 2021 година, а Федералните резерви на Соединетите Американски држави исто така најавија дека следната година, односно оваа година, 2022, ќе започнат со кампања на зголемување на каматните стапки. И општо да кажам, сите банки на развиените економии и Royal Bank of Australia и сите, значи, поред, најавија дека ќе има зголемување на каматни стапки. Значи, сега, ние имаме измена на монетарните политики на глобално ниво. Во однос на изминатите 10 години. Имаме на координирана акција на зголемување на каматните стапки. Што значи тоа? Тоа значи дека веќе и нискоризичната актива ќе почне да дава приноси. Ние пред тоа биткоинот и другите криптовалути функционираа во некоја околина на ниски приноси, другите валути даваа ниски приноси. Само да кажеме, криптопазарот беше како некој вид на можност за заработка. Меѓутоа, сега веќе тој станува високоризичен, а нискоризичните активи исто почнуваат да даваат принос. А што требаше да донесе тој? Кои беа очекувањата? Само да кажам уште за другите два фактора, кои што се исто многу битни. Вториот фактор е зголемување на цената на електричната енергија. Значи, во 2021 на крајот од годината започна да се појавуваат веќе бројки од €400 за мегават час и веќе беше јасно дека цената на електричната енергија неколкократно ќе одржливо ќе порасне. А ова е битно затоа што криптовалутите во голем дел функционираат на голема потрошувачка на електрична енергија. Значи, да кажеме, таа блокчейн технологија базира на голема потрошувачка на електрична енергија. Да не кажам енормни количества. Значи, на годишно ниво за функционирање на биткоинот се трошат количини на електрична енергија колку што трошат, да кажеме, некои помали држави. Така да сега растот на цената на електричната енергија за 4 пати, веќе неговата рентабилност, значи оние што се криптокопачи, односно одржувачи на мрежата, им е намалува рентабилноста за одржување на биткоинот. И третиот фактор, веќе започна воените вежби на Русија околу Украина и беше јасно дека тука може да дојде до конфликт, значи не беше нели сосема јасно, меѓутоа веќе ризиците почнаа да се зголемуваат на глобално ниво, инвеститорите почнаа да бегаат од високоризичните инвестиции. А криптопазарот е високоризична инвестиција. Почнаа да ги реалоцираат своите средства во она што се нарекува safe haven актива, како што е американскиот долар и швајцарскиот франак. Така да, крајот на 2021 започнаа тие масовни преселби од криптопазарот кон валутите, кон обврзниците, кон fixed income, и тука започна, да кажеме, почетокот на крајот на криптопазарот. Што може да очекуваме и што всушност се очекуваше дека ќе донесе? Видете, сега... Што требаше да обезбеди? Кои беа очекувањата? Во принцип, значи, тоа да кажеме, јас сум го потенцирал и порано, дека криптопазарот е исклучително ризична инвестиција, бидејќи во основа се работи за финансиска пирамида на некој начин. Криптопазарот е финансиска пирамида. Тој не е поврзан со реалниот сектор. Тоа не представува инвестиција во реален сектор, не представува инвестиција во акции или во валута. Бидејќи кога купувате одредена валута, вие купувате, фактички инвестирате во дел од општествениот производ на таа економија. Значи, секоја валута, евро, долар, има позади себе општествен производ на економијата која што ја представува. Исто и кај акциите. Значи, вие преку купувањето на акциите се поврзувате со реалниот сектор. Или со финансискиот сектор кој што комуницира со реалниот сектор. Кај криптовалутите не е така. Значи, тие, да кажам, постојат на некој начин, едно време функционира како некој паралелен платен промет, меѓутоа во нив нема тие реална додадена вредност. Сегашниот колапс на криптоберзата FTX и Alameda Research дополнително го потврдува тоа, затоа што ние, да кажеме, тука се работи за некоја дупка од $8 милиарди, кои што не достигаат. И се очекува да го повлече оној класичен ефект на пазарот на дигиталните валути. Да. Видете, докажа дека
фактички таа беше трета по големина криптоберза во светот. И се докажа дека во моментот кога имаме повеќе одливи од приливи, не може да функционира таа. Апсолутно, да. Зашто тој криптопазар функционира одлично се дека има повеќе приливи во него отколку одливи. Кога ќе се почне да се случува обратниот процес, веќе тие што излегуваат на крајот процесот нема средства за исплата кон нив, значи на тие инвеститори. И што може да се очекува сега? Не може да ги повратат средствата, затоа што видите за криптовалутите не гарантира никој. Да. Не гарантира никој. Едноставно, јас сум го кажал тоа како пример, тоа е биткоин паричникот е еден интернет линк, нели интернет адреса која што може едноставно некој ден да не функционира. Нема како да се пожалите или како да побарате, да. Е најважното поради тоа што така стојат работите. Се работи ли кај нас со криптовалути? И оно што е најважно, извинете, Бојан, оно што е најважно, колку луѓето кај нас знаат што се криптовалути, дали сме финансиски писмени, како функционира тоа? Видете сега, криптовалутите се дел од инвестирањето во странство, значи кај нас како што се смета. Тоа е дозволено, значи приватни лица може да купуваат хартија од вредност, може да инвестираат во финансиски деривативи, може да купуваат имот во странство. Така да, секако дека има луѓе кои што инвестираат во криптовалути, а за свесноста, па јас можам само да се надевам, ние како здружение имаме организирано и, да кажеме, на некој начин и дебатни округли маси, така да кажеме, дебати во рамки на здружението, каде што имаме повикувано и, нели, и инвеститори, луѓе кои што сме ги едуцирали и сме сакали да го подигнеме нивото на внимание, дека се работи за високоризична инвестиција и дека можно е да дојде до загуба на средствата, на целосна загуба на средствата, дека не треба да се инвестира нешто, некој износ не треба да се инвестират кои што не може да се изгубат. А што покажува реалноста, дека кај нас се работи со криптовалути на големо, како да се изрази? Па сега на големо. Не би можело да тоа не постојат официјални информации и податоци. Но ги имате вие реално колку толку, ете. Има луѓе кои што инвестираат, како големина, како процент, како некоја бројка не би можел да и оттаму и веројатно одговорот дека колапсот на FTX, дека нема нешто овој крах на криптото, дека нема нешто да донесе кај нас. Па, у принцип нема да донесе, мислам, у принцип на некој влијание на економијата, нема да има никакво влијание на економијата, не. Тоа е евентуално некои приватни лица кои имаат таму средства кои што се не може да ги повлечат. Меѓутоа тоа е сепак, нели, веројатно се свесни за ризикот. Меѓутоа сепак сакам да кажам дека ова треба да представува еден вид на отрезнување на свесност, дека сепак една од најголемите берзи е моментално неликвидна. Она сакаше, нели, да има испојување со Binance да ја купи и друга криптоберза, меѓутоа тоа пропадна. Значи и самата, да кажеме, другата берза кажа дека таа дупка не може да се пополни. 8 милиарди долари се работи кои што не може да се исплатат, не може да ги исплатат инвеститорите. Споменавте во еден сегмент, сакав внимание на тоа со оглед на тоа дека многу големо внимание предизвикува оваа тема, дека вие како здружение на финансиски пазари АЦ Македонија дека формирате некој, како ги нарекувате вие, како округли маси на кои што се дебатира, се разговара, може би финансиски се едуцира малку повеќе. Ние одржуваме наш годишно собрание на кое што имаме исто така теми на кои што се дебатира, имаме секогаш и гости. Нашето членство е над 100 членови имаме. Значи имаме и гости и од реалниот сектор и од финансиски институции. Така да, мислам, не е тема, не ни се криптовалутите, општо, значи едукацијата на финансиските пазари ние ја спроведуваме. Значи работењето со финансиски деривативи, тргувањето, тие правила, узанси, бидејќи, да кажам, тргувањето со валути е на голема тематика, која што, нели, има различен тип на анализи, прогнози. Тука имаме доста и техничка анализа, фундаментална анализа. Со сето тоа здружението се на некој начин занимава и една од целите му е да шири едукацијата. Ова навистина е многу интересна, примамлива тема и тема за која што ќе се зборува и во иднина, се разбира. Се надам дека повторно ќе ни бидете гостин во интерес на времето. Моравме да ја заокружиме.
Само како заклучок да кажам, значи да се вратам на Сатоши Накамото, нели легендарниот и конспиративниот Сатоши Накамото, кој што нели се испостави дека кажал се испоставило дека кажал како што треба, се реализирало но малку покасно. Не, дека не е точно тоа што го вети, не е точно. Тој кажа дека биткоинот ќе штити од инфлација. Меѓутоа еве имаме сега услови на зголемена инфлација, се случи обратен процес. Значи биткоинот изгуби вредност, значи инвеститорите каде изгубија на инфлација одредени нели проценти од растот на инфлацијата, изгубија и од она што е основна вредност на средствата во падот на криптовалутата. Убаво, ќе се надоврзам со вас со прилогот во продолжение, ќе се одјавиме со оглед тоа дека на тема економија остануваме. Инфлацијата ги натера европјаните да штедат, не знам колку кај нас тоа се реализира, да. И дали можеби некој наш менталитет ќе се смени, но се надевам дека можеби ние ќе штедиме малку повеќе. Па јас мислам дека да, дека да. Нас и штедењето да. И како да кажам, како еден вид на поглед кон иднината постои, мислам, ја имаме тој вид на воспитување за штедење. Така да. Ви благодарам, Бојан. Благодарам, се надам дека повторно ќе се видиме, се разбира и на други теми. Ќе ни бидете драг гости. Секако. Благодарам многу на поканата.